Студиото со вас, Маријан Ников. Добро утро, вести во 8. Сојузот на синдикати денеска продолжува со најавените блокади поради игнорирање на нивните барања за зголемување на минималната плата на 600 евра и на сите други плати за 100 евра. По блокадата пред собранието, денеска во 12 часот ќе биде блокирана Стопанската комора, а за вторник е најавена и блокада на владата. Законот за заштита од пушењето и да се донесе до 1 март нема веднаш да повлекува казни, туку ќе се имплементира фазно, а санкционирањето ќе биде во третата етапа. Првата ќе биде информативна, а втората подготвителна етапа. Идејата е тоа законско решение прво да биде добро дефинирано, понатаму да креираме протоколи кои што ќе ги следиме дали законот се имплементира или не. Затоа заедно со сите инспекторати, заедно со Министерство за внатрешни работи и нашето министерство работиме на креирање на протоколите за понатаму следење на законот. Едно од почестите барања беше законот дали може да се имплементира фазно, се со цел да може целата инфраструктура и процесите да бидат усогласени со текстот на законот. Ние сме тука флексибилни и ќе видиме која динамика на имплементација на законот ќе биде дел од реалноста, но сепак е уште рано, значи ни требаат уште неколку состаноци за да имаме конечен текст и конечна динамика на законот. Битен момент исто така на законот е информација и едукација на населението. Затоа работиме заедно и со Институт за јавно здравје и со другите институции, за да видиме дали инфраструктурно и ние како држава сме спремни за да може да нудиме таков вид на услуги, информации, обуки за откажување од пушењето. Така да не би сакал да брзам со термини, навистина сакам да бидам сигурен дека секоја наша институција е спремна за да може законот да биде имплементиран. Целта не е еден ден однапред да биде законот имплементиран, туку кога ќе бидеме сите спремни како општество и институции, тогаш законот да се имплементира. Во собранието е постигната согласност за предлогот за законот за здравствена заштита со кој директорите нема да можат дискреционо да одлучуваат кого ќе вработат. Работа ќе има само за најдобрите и прворангираните на листите. Сепак се посочува дека останува отворено прашањето кој ќе одлучува ако двајца или повеќе кандидати имаат изброј на бодови. Ова дискреционо право се покажа како погубно, затоа што во голем дел во минатото беше и предмет и на критика во медиумите дека не се вработува најдобро рангираните кандидати од медицинскиот кадар, туку се вработуваат пониски рангирани кандидати. Со тоа се доведува во прашање и квалитетот на здравствениот систем, како систем каде квалитетот и интегритетот на кадарот мора да биде највисока вредност. Доколку има повеќе од тројца кандидати кои ги исполнуваат условите, спроведува интервју и донесува одлука за избор на кандидат. Сега тука ме интересира, значи, менаџерскиот тим врз основа на кои критериуми ќе го врши изборот на кандидатите. Но некако ми пречи триумфализмот, бидејќи од 6 пратеника реално тројца дали гласавте или воопшто сте присутни во сала и не можете вие да се фалите дека носите промени. Нема потреба, колешке Дафина, да сте зајадливи на оваа седница и се ќе ви кажем и зошто. Без гласовите на левица, например, немаше да се донесе и СЕФ. Партиската реторика се вжештува на различни теми, дали тоа води кон укинување на техничка влада, предвремени избори и реконструкција на владиниот кабинет. Најавената владина реконструкција напролет се поизвестно е дека ќе зафати поголеми кадровски смени, но и ротација на позиции кои прецизно би се договарале со коалицијата, оценува експертската јавност. Шансите за нови владени партнери од албанската опозиција во пресрет на промените се минимални, сметаат аналитичарите. Ке има политичка логика таа реконструкција биде поголема, а не помала. Бидејќи ќе биде потребен поголем политички ресет, бидејќи треба да субституира условно речено заминувањето на оние од кои
премиерот е незадоволен и внесување на нови кадри од кои премиерот би бил условно речено задоволен. Сметам дека веројатноста да има пошироки политички промени во смисла на нови коалициони партнери и така натаму е минимална. Сепак поделени се ставовите за можноста да се случат предвремени парламентарни избори и евентуално укинување на техничката влада. ВМРО ДПМН, иако има дадено јасни сигнали и до меѓународната заедница дека предвремени избори нема да има ова година, јас мислам дека се уште калкулира и таа карта го нема целосно извадено од игра и се уште мислам дека прави калкулации дали би се впуштиле, дали нив ќе им одговара повеќе да прават поголема реконструкција или да изгласат техничка влада за текот на летово, во текот на летово кога политичката динамика е многу во пониско ниво и во септември да имаме предвремени избори. Ако се остварат промените во изборниот законник, треба известно време за адаптација на администрацијата, Државната изборна комисија и така натаму на новите правила, што прави практично логистички да се невозможни избори оваа година. Не значи дека не може да бидат предвремени парламентарни. Најголемите промени се случуваат во албанскиот политички блок. Постизборно Ахмети остана без неколку клучни играчи, откако грб му сврте и села, предходно и Тачи, а последно го напушти и експратеникот Зибери, кој си пружи рака со Меджити. Иако постојат најави за нови заменувања, сепак не треба да се очекуваат поголеми потреси, смета аналитичарот Селими. Си никој од тие трансфери не се прави врз база на принципи, политичко убедување или поради некакви идеолошки причини. Тие се речиси сите поттикнати од лични интереси. Во битката за гласови кај албанскиот електорат, политичките актери ги возобновуваат националистичките теми, а најавуваат и договори за односите меѓу двете етнички групи. Ивана Соколовиќ, Најдова, Сител телевизија. Продолжуваат проблемите на македонските камионџи кои поради ЕС системот ги надминуваат дозволените 90 дена престој во Шенген зоната. Казни, протерувања, трошоци и сите тие им доаѓаат во време кога се бара речение за нивниот проблем. Македонски возач протеран од Германија, надминал 3 дена од дозволените во Шенген зоната. Поминал со казна од 150 евра, но морал да купи и авионски билет за да ја напушти земјата. Му било дозволено камионот да го предаде на друг колега, за да пренесе стоката до саканата дестинација. Поминал подобро од превозникот Босна, кој добил забрана за влез од 1 година, велат од Макам Транс. Алармот Сдруженијето на превозници од регионот го подигна. Побара итен состанок со Европската комисија за решавање на статусот на професионалните возачи. Бараме и во овој преоден период додека најдат соодветно решение кое би да се напише во таа регулативата за визна либерализација, за продолжен престој да се применува оно што е подпишано уште во 2001 со Асоциација и стабилизација, да престанат со контролите кои што сега засилено ги прават, иако, како што знаете, пред тоа имавме протести, ветување, дека се препозна возачите, дека не се туристи, него се професионалци. Правилата од Брисел се ригорозни. Ако вторпат се фати истиот возач со надминати денови, може да добие забрана за влез од 5 години. Затоа од Макамтрас препорачуваат превозниците да ги избегнуваат пристаништата во Росток и Салцбург, кои се мапирани како места каде најчесто се вршат контроли. За проблемот кој го имаат професионалните возачи од Македонија, Србија, Црна Гора и Босна, 4 дена ги блокираа граничните премини со земјите членки на Унијата. Комисијата најави преодно решение за овие возачи, кое се уште не е донесено. Наташа Мерсовска, Сител телевизија. На Зимските олимписки игри во Милано и Кортина денеска настапки има и македонската олимпијка Ана Цветановска. Таа ќе настапи во трката на 10 км крос кантри нордиско трчање слободен стил. Со оваа вест ги завршуваме вестите во 8, следното издание е во 9 часот. Пријатно!